Одиме натаму со останатите содржини. Денеска најавивме дека ќе зборуваме за заштита при работа. Тема која е доста актуелна и доста присутна. Треба да се зборува и да се едуцираат луѓето и работодавците, но и вработените, кој е нивниот начин за заштита при работа. Се согласуваш? Апсолутно, да. Гоце, ние на почетокот некако дури и споминавме дека е неопходна онаа заштита при работа, особено кога станува збор за некои поризични професии, каде што впрочем и може да се случи некаква несреќа, не дај Боже, или пак повреда на работа, но ете за тоа секако имаме драга гостинка овде во студиото. Па да, ќе зборуваме на оваа тема со Славица Јанковска, проектен службеник од Македонското здружение за заштита при работа. Добре дојдовте во Утринска на Телно. Добре ве најдов. Една мала корекција, Славица Јанкова. И во насока на поимот баш ми е мило што го користите заштита при работа. Меѓутоа со транспонирање на директивата, односно со новиот закон за безбедност и здравје при работа, значи во Македонија заштитата при работа се преименува во безбедност и здравје при работа. Безбедност и здравје при работа, добро, може и така. Што значи да си безбеден на работното место? Да си безбеден на работното место значи пред се да имаш статут во една организација, односно да бидеш вработен, да имаш подпишано договор. Врз основа на договорот треба да си ги знаеш своите права и обврски, и од друга страна има прави и обврски од страна на работодавачот кои што се однесуваат во обезбедување на безбедна и здрава работна средина. Треба да бидат исполнети мерки за да може да се задоволат сите барања, законски правила и прописи кои што ги налага законот, а од друга страна потребно е пред се ние како луѓе, како вработени, пред се нели како родители и кои што живееме во секојдневието, потребно е да сватиме што значи самите да бидеме безбедни, дека тоа се однесува на нас, дека се однесува на секојдневието, времето што го поминуваме на работа, надвор од работа. Потребно е да ја подигнеме свеста во насока на тоа што ни го побарува законот, се исполнува или се почитува од друга страна. Што значи безбедна и здрава животна средина? Ги исполнуваат ли овие критериуми компаниите во Македонија? Безбедност и здравје при работа се однесува на безбедно работно место. Меѓутоа едно со друго се надополнуваат. Јас можам да ви кажам само за безбедноста и здравјето при работа на работното место каде што се извршува работата за која што сте ангажирани, за која имате склучено договор. Како да се дознаат еве? Како вработениот може да ги дознае своите права во однос на безбедност на работата? Неве сега ќе ни ги открие. Да. Благодарам. Значи, ние како Македонско здружение за заштита при работа, кое што веќе постои 50 години наназад, во Република Македонија, низ низа активности се трудиме во насока на подигнување на јавната свест и за вработените и за работодавачите. Значи, спроведуваме кампањи кои што е потребно да го доближат тоа што велиме се права и обврски на вработените, а од друга страна самите работодавачи според законот кога ќе изготват проценка на ризик или изјава за безбедност преку своите инженери за заштита при работа, односно стручните лица, потребно е да ги запознаат со сето она што велиме е безбедност на работното место, онаму каде што е ангажиран вработениот. Од друга страна, организираме семинари, работилници, тркалезни маси, соработуваме со државните институции, Државниот инспекторат на труд, докторите по медицина на труд, Заводот за статистика. Организираме конференции каде што не само од Македонија, него веќе ги шириме на интернационално ниво. Успеваме да доведаме презентери кои што ќе разменат искуство како тоа се работи или како се применуваат одредени мерки во Европа или земјите во регионот. И се чувствува ли таа разлика од како почнавте да го спроведувате овој систем, да го, не знам, да го дознаваат и компаниите и поединците и слично? Се чувствува ли разлика на
конкретно вработениот да се чувствува по заштита на своето работно место? Вака, Македонското здружение за заштита при работа години наназад изработува еден годишен извештај на несреќи и повреди во Република Македонија за тековната година. И што вели статистиката? Сакав само да кажам дека тоа не е официјален извештај, ние ги собираме податоците од јавните медиуми и гласила, меѓутоа според последниот вели дека во просек еден работник во неделата гине во Македонија. Тоа не значи дека не сме тргнале од некоја поидовна точка ако било нешто пред законот, меѓутоа сметаме дека се уште многу треба да се работи на сите страни, кај работниците, кај работодавачите и државните институции. Да, многу е трагично кога еден човек отишол да го вади своето парче леп на одредена работна позиција, а при тоа не само што го губи лебот, туку и го губи својот живот. Кои се најризичните професии во Македонија, каде што и компаниите, но и воопшто безбедноста на вработениот е сведена на минимум? Во Македонија помеѓу јавноста постои една, јас би рекла, неточна информација. Се смета дека во градежништвото настануваат најмногу повреди и несреќи при работа. Тоа е од причина затоа што тоа некако ни се случува во тука меѓу нас, во центарот, нели, онаму каде што луѓето секој ден се движат. Меѓутоа, верувајте дека најголеми повреди и несреќи има во земјоделието, во руралните средини, каде што поготово трговци, односно поединците кои што за себе произведуваат и работат, и тие извршуваат работна активност, и тие имаат фамилија и заработуваат, прават најголеми грешки, не применуваат мерки. Да, меѓутоа тоа се индивидуални, не се на одредена компанија, или? Па има и во за другите истото се случува. Али тоа се, ви кажам, статистички тоа се податоци кои што во секојдневието можеби не се поблиско до нас затоа што не се во централно урбанизирано подречје. Меѓутоа најголем број на повреди има во земјоделието. Од кога постои овој закон за безбедност при работа? 2007 година е донесен законот за безбедност и здравје при работа во Република Македонија. Има ли трпели некакви измени со оглед на тоа дека еве веќе десетина години се интегрира во нашето општество? Да, постојано се работи, генералната рамка е таа, меѓутоа има измени и дополнувања во текот на годините, се носат нови правилници. Се работи, се трудиме да еве ние како здружение да поттикнеме организираме тркалезни маси, дискусии, па сите тие идеи, проблеми, она што е од секојдневието се доставуваат до надлежните институции. Трпиме и доста. Има одредени компании кои што како резултат на законот и воопшто нови тркалезни маси го ја подобриле безбедноста на вработените? Да, има. Во Република Македонија има. Се уште се работи, меѓутоа има компании кои што во целост ги имплементираат мерките, се трудат да обезбедат добри работни услови. И од другата страна има вработени кои што во целост ги прифаќаат тие услови кои што им се нудат од страна на вработените. Го отворив законот каде што убаво се објаснети сите поими од типот на што значи вработен, што значи работодавач. И сега представник на вработените за безбедност и здравје при работа е лице избрано од кого всушност, од вработените или пак од работодавачот? Од редот на вработените. Од редот на вработените, да, тоа е интересно. Тоа е лицето контакт кое што треба нели во секојдневно да биде во комуникација со вработените, да биде во процесот и лицето кое што треба да ги пренесе сите оние поплаки, недостатоци до работодавачот. Дали секој работно место со себе си носи и различен ризик? И дали тоа имплементирање е, да речеме, еднакво за сите работни места или пак сепак има некаква промена во однос на во се постои ризик. Нема работно место, нема работно место каде што нема ризик. А начинот на имплементација, односно законот ги дава постапките, односно мерките се за сите еднакви, меѓутоа сите ризици, опасности, преземени мерки зависат од самото работно место. Значи едно со друго не може да бидат исти. Така, добро, да се надевам дека не се чувствувате многу ризично сега во моментот. Ако не се лажам, треба да се одржи една работилница во Охрид. Токму така. На која тема и зошто токму сега?
Од минатата година 2016 Македонското здружение за заштита при работа доби проект од финансиран од Европската унија, имплементира активности кои што за прв пат ние го нарекуваме регионален, кои што за прв пат активностите кои што ги спроведуваме во Македонија се спроведуваат преку нашите партнерски организации во Црна Гора, Косово, Албанија и Србија. Оваа работилница предходно предходеа иницијални средби, кроссекторски средби за да се детектираат точните проблеми во насока на комуникација помеѓу граѓанскиот сектор, медиумските организации и државните институции. Оваа активност што ќе предводи ќе се одржи од 12 до 14 во Охрид е тренинг каде што ќе бидат присутни таргет група се медиумски организации, граѓански и јавниот сектор. Потребно е да се најде начинот на комуникација за пренесување на вестите. Ние нели инженерите меѓу себе лесно си се разбираме во јазикот кој што говориме. Меѓутоа треба сите да не разберат. И сега покрај ова ќе има и конференција во Црна Гора. Така што ќе се случува таму? Како што реков, веќе излегуваме на интернационално ниво. 2015 се извинувам, беше одржана првата меѓународна конференција за регионална соработка, каде што освен како земја домаќини, како ние здружение, како организатори, се појави организатори од Црна Гора и од Англија. Минатата година истата конференција продолжи во Словенија, значи организирана само од Здруженијето во Словенија, меѓутоа и ние бевме организатори повторно и други од надвор. И оваа година по трет пат истата конференција ќе се организира во Црна Гора во периодот на одбележување на Европска недела за безбедност и здраве при работа од 26 до 28 октомври. Кои се најчесто резултатите кои произлегуваат по завршувањето на работилници, конференции? Што е што може да резултира со плод? За нас, како здружение, можам да кажам дека начинот на вмрежување, сочинување во моментов, ние бевме иницијатори и се креираше, односно се создаде една регионална Балканош мрежа која што ги соединува сите експерти и инженери кои што работат во Балканскиот регион, вклучувајќи ги и Хрватска, Словенија и Бугарија како европски земји, нели? Од друга страна, добиваме точни насоки за проблемите кои што настануваат, односно во секојдневието со што се среќаваат сите засегнати страни. Така. Ако станува збор за проект, ме интересира до кога планирате да го имплементирате во Проектите се стриктно дефинирани со временска рамка. Так. Овој проект трае 42 месеци, значи во јули 2019 година. Следуваат се уште многу активности во иднина. 2019 ќе биде затварањето. Така. Одлично. Добро. Да се надеваме дека навистина луѓето ќе си ги дознаат сите оние заштитни права, ајде да речам, и за безбедност на работното место. Кои се оние некои и други идни планови кои што го има вашето здружение, некако така да го заокружиме разговорот? Ви кажав, првенствено сега се подготвуваме за конференција. Да, Охрид веќе, пошто утре почнува, веќе сме организирани. Се подготвува конференција, тековно си течат семинари, работилници кои што се веќе објавени по веб страната и се споделува до сите заинтересирани. Имаме како focal point, пошто Македонското здружение за заштита при работа е focal point на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Имаме гостување на нивни настани, од таму треба да се донесе новата кампања која што ќе се промовира во текот на Европската недела за безбедност и здравје при работа. Комуникација и соработка со вас медиумите. Така. Да се пренесе тоа некаде, апсолутно. Јас би сакала уште само една минута ако имаме време, би сакала затоа што тоа е наша, да кажеме, една гордост. Во изминатиот период, точно на 4 септември оваа година се одржи 21-виот светски конгрес за безбедност и здравје при работа. Македонското здружение за заштита при работа учествуваше таму на медија надпревар со свој производ, кој што во категорија на 230
38 пријави од 38 светски земји. Ние бевме влезани во потесен круг, 22 пријави номинирани за награда. Мислам дека голем успех на нашите простори. Апсолутно, значи многу. Супер, добро, до поголема безбедност во некоја следна прилика. Благодарам. Благодарам ти Имајте безбеден ден. Да. Некако почнавме за безбедност и ја почнав нагоре да гледам некој рефлектор да не ми да не ми падне на глава. Немаш гајле, стега во ред. Се шалам, се разбира. Продолжуваме понатаму Да, нашиот со утринскиот утрински хит. хит.